3x3 баскет, зошто е толку значен, зашто привлекува внимание со Бојан Борисов, организатор на турнирот кој што викендов ќе се одржува во Скопје. Разговараме о продолжение. Добро утро. Добар ден веќе. Да, веќе добар ден. 3x3 баскет, зошто е толку значен, зошто го привлекува вниманието, што е суштината на оваа игра? Да, како и за секој спорт и ова е малце да кажам приватна работа кој што го привлекува, меѓутоа јас од мал ја сакав кошарката и кога пред 5 години видов дека постои нешто како 3x3 баскет и дека е олимписки спорт, таа љубов и таа енергија и целиот тој ентузијазам пак се врати. И решивме на 35 години да се враќаме пак во игра. Никогаш не е касно? Да, никогаш не е доцна. И така почнавме да играме и дознавме дека има и турнири, но тој број на турнири во Македонија беше многу мал, па мораше да патуваме со мојата екипа на турнири во Бугарија, во Србија, во Грција. И од тој, да речеме, проблем што немаше доволно турнири, решивме да почнеме да организираме и да поддржуваме други 30 турнири во Македонија, да станат FIBA официјални. И така, значи, почнавме да го зголемуваме бројот на турнири во Македонија. И сега, љубовта кон спортот, за разлика од кошарката, 3x3 е многу поадреналински спорт, многу поенергичен, многу подинамичен и захтева практично не се прекинува додека се игра и сосема различни припреми се спремаат и така натаму, меѓутоа оној што гледал една партија 3x3 баскет турнир, не верувам дека више не се вратил да гледа. Така и затоа велите дека никогаш не е доцна, така? Што ќе се случува овој викенд? Овој викенд некако во тие поддршки и организации на турнири ни се споја патишата со Македонскиот олимписки комитет и во полет на македонските... Тоа е ова што го гледаме сега, така, во моментот? Да, добро. И во полет на Европските олимписки игри, односно Младинскиот европски олимписки фестивал кој ќе се одржи во Македонија на крајот на јули, во кој ќе има освен 3x3 уште 10 спортови, ако не се лажам. Ни се споја патиштата со Македонскиот олимписки комитет и така одлучивме да во најава на тие 100 дена од самиот фестивал да одржиме да направиме еден 3x3 баскет турнир. Добро, колку се пријавени? Мислам дека имаме 12 екипи и плюс 3 кои ќе играат квалификации пред почетокот на надпреварот. Колку време ќе трае тоа? Тоа би траело околу 6-7 часа, од 11 часот до 19 часот, кога би требало да се... Добро, времето ќе ве послужи, тоа проверивме. Така се надеваме, да. Да, иако верувам да љубителите на спортот, особено кога го прават тоа што го сакаат, не им причат временските услови. Што може да очекуваат посетителите, оние кои што ќе дојдат, да ве гледаат? Вака, значи, самиот секој 30 турнир не е само играње баскет, него има и забава, ќе има диџеј, одличен диџеј ќе имаме одличен водител, ќе има зезанција, ќе има енергија. И ќе има дружење. И ќе има дружење. Но пред се ќе има и самиот евент ќе биде од хуманитарен карактер, бидејќи ќе има поддршка за настраданите во трагедијата во Кочани и нели да го направиме тоа еден комплетен настан за сите. Добро, кои се вашите очекувања? Нашите очекувања се пред се, пошто сум баскетџија, одличен баскет. Добра игра, значи. Така, да. Супер организација, супер дружба, енергија, ќе има надпревар за биење, ќе има надпревар исто така и во шутирање тројки, ќе има изненадување за публиката, ќе имаме маскоти, така да ќе биде практично одлично целодневна забава, не само нели шутирање на кош и буткање. Да, значи ќе биде интересно и за оние кои што ќе гледаат, за посетителите. Добро, ќе има и награди, така? Така, да, ќе има одлични награди. Сакавме да оздвоиме поголеми награди како и самиот нели настан би привлекол повише екипи. Ќе имаме две екипи од Србија, ќе имаме една екипа од Солун. За жал екипата од Хрватска не можеше да дојде, но се надевам дека ќе не посети на еден од наредните наши настани. Така да ќе имаме одлични награди. Првата награда е околу 1000 евра, втората награда е околу 400 евра, третата ќе биде награда од нашите спонзори. Добро, доволни причини да се дојде, се разбира и да спомине еден ден во дружење, ако ништо друго. Кажавме во колку часот ќе почне? Да, почнува во 11 часот, завршува негде околу 19 часот. На средина на настанот нашиот директор на Олимписки комитет ќе одржи мал говор за да ги најави нели олимписките игри. Бојан, благодарам. Благодарам за гостувањето. Да, верувам дека беше доволно одвоено време за да ги поканиме сите викендов каде можат да го поминат, се разбира малку во рекреација и во дружење. Така, да.
Настанот ќе се одржи во источниот дел на градот, во еден од најголемите трговски центри таму. Така. Благодариме.